Пред изборите во Индонезија на 14 февруари, гласачите беа преплавени со лажни видео и аудио пораки или фалсификати на политичари, како ова видео на покојниот индонезиски претседател Сукарто, распространето преку социјалните мрежи. Проверувачите на факти како Санти Индра Астути од Индонезиската заедница за борба против клеветата или Мафиендо, вела дека употребата на генеративна вештачка интелигенција е она што ги издвојува кампањите за дезинформација во 2024. За време на изборите во 2014 година, повеќето измами беа искористени за дискредитација на конкурентите. Во 2019 година измамите почнаа да ги дискредитираат организаторите на изборите. Додека во 2024 година имаме уште по-бизарна ескалација за дискредитација на целиот демократски процес. На својата веб страница Turn Back Hoax, Мафиендо откри лажен телефонски разговор во кој шефот на Индонезиската демократска партија Мегавати Сукампутри остро го прекорува претседателскиот кандидат Ганџар Пранаво. Други видеа ги прикажуваат кандидатите за претседател Аниес Баздеван и Провабо Субијанто како течно зборуваат арапски, што никој од нив двајца не го прави тоа во реалноста. Се со цел да ги придобијат муслиманските гласачи во нацијата. Измамите веќе не се само за тоа да се дискредитираат противниците, туку некои се чини дека имаат намера да го глорифицираат својот кандидат. Сад што туку ги започнаа примарните избори пред општите избори во ноември, а вештачката интелигенција веќе представува предизвик. Во еден лажен повик, претседателот Џо Бајден се чини дека ги охрабрува демократите да останат дома и да не гласаат. Медиумите генерирани од вештачка интелигенција, од роботски повици до лажни аудио снимки, до реклами за кампања, се прикажуваат на речиси сите избори и на крајот на 2023 година и сега во 2024 година. Така што мислам дека ова станува нова норма за нашиот политички и изборен пейзаж. Повеќето гласачи кои разговараа за гласот на Америка велат дека не се уверени дека може да ги разликуваат фейковите од вистинската содржина. Се надеваме дека вестите си ја вршат својата работа. Има толку многу работи што ќе биде речиси невозможно да се запрат. Се воспоставуваат заштитни мерки на федерално ниво. Претседателот Бајден потпише извршна наредба во октомври со која ги повика владините агенции да издадат насоки дизајнирани за да ги заштитат потрошувачите од измами со вештачка интелигенција. Но таквите мерки не беа толку ефикасни, вели Горман. Во моментов не постои барање дека всушност треба да ја означиме таа содржина како генерирана вештачка интелигенција, дури ако се работи за содржина што се користи за политичка кампања. Компанијата за вештачка интелигенција Deep Media, која има договор со одделот за одбрана за откривање на лажна содржина, проценува дека во 2023 глобално биле распространети половина милион фалсификувани аудио или видеоклипови. Аналитичарите стравуваат дека тоа само ќе се зголеми во текот на оваа политички наелектризирана година.